Господинот Огнен Малевски, амбасадор, долгогодишен дипломат, но и првиот човек кој што беше шеф на мисијата на ОПСЕ во Виена од македонска страна. Господин Малевски, добро утро. Добро утро. Да бидам прецизен, не сум првиот представник. Македонија во 96 година, во октомври, беше примена во ОПСЕ и тогаш, како вршител на работи, ја отвори канцеларијата колегата Тавчиевски. Јас сум првиот амбасадор. Така е, тоа се извинувам, тоа е убаво уточнување. Ќе го се разбира, и Тавчиевски е наш долгогодишен дипломат, но сепак го спомнам ОПСЕ бидејќи Македонија се наоѓа покрај сите други деликатности, нели како и голем број други земји во Европа, се наоѓа и во една позиција како иден председавач на ОПСЕ, тоа кое што председателствувањето започнува идната година, но во ОПСЕ форматите се обично предходниот, сегашниот и идниот председавач на организацијата се тие кои што се директно вклучени во овој вид на не само во мирнодопски, да кажем, услови, туку особено кога ќе дојде до ваков вид на војна ескалација. ОПСЕ е организација која што се грижи за безбедноста и соработката, и тоа се главно луѓето кои што со бели джипови ги гледаме во најкритични подрачја низ Европа, како менаџираат управување со граници, бележат што точно се случи и така натаму. Како вие оценувате сега од тој аспект и нашата позиција? ОПСЕ е специфична организација. Додуше и сите меѓународни организации си имаат некоја своја специфика. Таму 50 и кусур држави се равноправни членки и за разлика од Советот за безбедност, таму секоја земја има право на вето. Таму е членка и Русија. А таму се и неколку нејзини верни поддржувачи. Така да во политичкиот дел одлуките што ги донесува постојаниот совет, во кој членуваат амбасадорите и шефови на мисии, мислам дека ќе најде на проблем во формулирање на заеднички став. Мислам дури дека е невозможно тоа. Господин Малевски, ако смеем да ви упадна, вчера Советот на Европа побара исклучување на Русија од Советот на Европа или барем привремено, како да кажем, блокирање заради круцијални нарушувања на постановките и принципите на Советот на Европа. Тоа во ОПСЕ е невозможно, се разбира. Па, сметам дека е невозможно. Тука ќе има правни вратоломи и можеби разни толкувања, но Русија е еден од основачите на ОПСЕ, уште од времето на конференцијата, за разлика од Советот на Европа, каде што беше примена. Па ако сте примени, веројатно има механизми да бидете исклучени. А овде, ако сте основач, тешко тоа би било. Морам да ви кажам дека во мојата прилично долга кариера новинарска сум престојал на многу меѓународни конференции, самити и така натаму, меѓу другото и на неколку годишни конференции на ОПСЕ, и морам да ви кажам дека тоа биле во принцип од новинарски аспект најиздодевните случувања, бидејќи тоа се места каде што сите држави најофицијално ги соопштуваат своите ставови и ретко кога има некаква дебата или полемика околу некакви. Барем така беше до времето дека јас го следев тоа. Од друга страна, ОПСЕ е многу активен на терен. И практично информациите, податоците кои што мисиите на ОПСЕ ги собираат на самите критични подрачја се едни од клучните за носење потоа политички и други проценки. Па, најкратко речено, таму каде што постои консензус, политичка волја, она што таа флоскула е користина, ОПСЕ фантастично функционира и стварно е важен елемент во градењето на демократски институции, човековите права, изборите, менаџирање на границите, шверц со луѓе, оружје и така натаму. Сето тоа функционира. Меѓутоа, ако ќе дојдат деликатни ситуации каде што има спротивставени позиции и спротивставени интереси, тука ОПСЕ многу лесно се блокира и е тотално неефикасен. Специфична е улогата на во такви ситуации, специфична е улогата на председавачот, и тоа доаѓаме тука и малку и Македонија, што е очекува. Речено, ние сега во моментов имаме околу 20 на монитори во самата Украина. Да, во Украина 2014 беше формирана специјална мониторинг мисија, ја предводи искусен
турски амбасадор, но внатре членовите се главно луѓе, иако тоа цивилна мисија, главно се луѓе од безбедноста и војската и одбраната. Така да се искусни експерти кои биле во такви деликатни војни подрачја. И нивната мисија беше да рано предупредувачка и оно што збори самиот збор мониторинг што го кажува да наблюдуваат и известуваат. И ако ги читате нивните извештаи се многу штури и тенки, меѓутоа со факти, пукна таму, се виде возило ваму и така натаму. Плюс уште нешто морам да кажем дека луѓето кои што одат во мисиите на ОПСЕ на терен, тоа се луѓе со секако искуство кое не е само дипломатско. Тоа се обично луѓе кои што имаат и војно, разузнавачко, друго безбедносно искуство, барем јас имам сретнато сигурно десетици представници странски на ОПСЕ, бидејќи ние бевме под разни мониторинзи заради југословенските кризи, македонските кризи. Во зависност од тоа се квалификувани, сакам да кажем, луѓе, тоа не се луѓе кои што се случајни, па сега не им е јасно што се случува. Да, има и такви, да. Залутани, меѓутоа тоа се ретки, главно се води сметка да се дизајнира согласно потребите кои ќе бидат утврдени. Постои еден голем систем на поддршка, така што оваа мониторинг мисија претпоставам дека во многу наскоро ќе заврши својата функција, својот ангажман на теренот, доколку се разбира... До следното примирие, предпоставам, бидејќи... Па вака, ОПСЕ има, кога станува збор за безбедноста, има три функции. Едната е 3-4. Едната е early warning, рано предупредување, другата е менеджирање на конфликтот и разрешување на конфликтот и третата е постконфликтна рехабилитација. Оно што искуството го вели, што познавачите го кажуваат, фантастично е ефикасен во поствоена рехабилитација. И тука сме го виделе на терен, од Босна до Косово, Македонија и така натаму. Амбасадоре Магаски, не сакам да си дозволам да ви се заблагодарам од студиово, пред да ја прашам, бидејќи и Павле Трајанов го имам веќе на линија, пред да ја прашам, каква е вашата оценка за овој развој на состојбите околу Украина? Раното предупредување вели дека работите одат во многу лоша насока. И дека ќе видиме прво бран на бегалци, прашање во која мера ќе се разгори војниот судир и каков отпор ќе пружат, на каков отпор ќе се решат украинците. Генералот Методија Хаџијанев советува дека сега би било паметно Украина да не се спротиставува војно на русите, бидејќи така ќе доживеат голем пораз, а може би ќе им се намали маневарскиот дипломатско-политички терен за добивање, за водење на оваа војна понатаму. Здравиот разум вели што помалку жртви, што помалку борба и повеќе шанса за дипломатијата. Меѓутоа, сведоци сме на Балканот што се случи кога ќе тргне војниот виор, многу тешко се запира. А знаеме дека и во Украина има милитантни сили кои едва чекаат да се пресметаат со руската армија. Така што ситуацијата се разбира сега ран момент, меѓутоа тежне кон комплицирање и разгорување на војниот сукоп. Амбасадор Огнев Магаски, благодарам за оваа интервенција во утринскиот брифинг.